Ракометарите на Текстилец играат во одлична форма во првата лига. Победничката форма продолжи откако Штипине го добие дербито со Овче поле од Свети Николе на домашен терен со тесен резултат од 33-32 во рамки на седмото коло. Надпрва кој имаше максимална неизвестност се играше гол за гол. Во обид на двете екипи резултатски да се одлипат. Гостиното од Свети Николе дојде до предност од 3 гола при 5-8, а потоа Штипине го сврта резултатот и имаа предност од +2 при 13-11. Во втори дел продолжи борбата за секоја топка и за секој гол. Во 53-та минута од преворот во Штип резултатот беше 28-28, а потоа Филип Джинес постигна гол за 29-28. Овче поле резултатски изравнуваше. Клучно беше во 58-та минута кога Текстилец одлепи на +2 при 32-30, а драмата стигна на 30 на секунди до крајот кога Иван Димчевски погоди за 32-32. Во последните секунди од мечот Филип Джинес постигна гол вреден, минимална но голема победа од 33-32. Ион Атанасовски беше најдобар кај Текстилец со 9 гола, го следеше Филип Джинес со 8 погодоци, кај Овче поле најмногу постигна Иван Димчевски, но неговите 10 реализации не беа доволни за победа. Во следното коло екипата на Текстилец од Штип ќе гостува кај екипата на Кичуа, каде Штипине ќе имаат улогото на фаворити за нова победа, а со тоа и продолжување на одличните резултати. Вардар Неготино без проблеми декласираше шампион на гостински терен. Фаворитот беше убедлив со 19-45. Дербито на колото се играше во Богданци, каде младо со 31-30 славеше над Скопски Мултиесен Спатака. Тимот од Богданци е на врвот од табелата како единствен тим кој нема пораз. Ихона беше убедлива против Кичуа со резултат од 35-24, додека пак Драчо јуниор им се врати на победите славејќи над Македонија Ѓорче Петров со 29-20.